комичен Мегахерц. Ајде, Жарко, добар ден на тебе, добар ден на мене, добар ден на сите, добро утро за тие што стануваат, така е? Апсолутно добар ден и од мене, добар ден до ова прекрасно здание кое што секогаш ме тера да ги носам моите научари затоа што премногу блешти. Драги мои, we are on the air. Значи, што би рекле македонците, во живо сне. Во живо сне сега, значи денеска е 20 ноември, 324 ден од годината или 325 тако е престапна година, вие израчунајте. До новата година, драги мои, има уште 41 ден. Значи, почнете да се припремате и одберете место каде што ќе ја славите новата година. Да, јас би ви препорачал неколку места, но бидејќи во интерес на времето во оваа емисија, не би било добро сега да почнем и да објаснувам каде би можеле да прославите новата година. Но сепак вие си знаете, ако сте осмоделенци, значи би можело да биде добро да се организирате со другарчиња, да или не е добро вие планови да ги кажам на малолетници? На плоштадот за нова година, значи во точно 11 часот и 23 часот и 50 минути во сами очи на нова година ќе свири бендот ЖТА. Да. Значи Жаретино Атанас, тоа е еден бенд кој што е ново формиран и ќе свириме строго ромска музика. Ромска музика на плоштадот за нова година специјално за вас, нашите слушатели, гледачи, а тие што ќе се јават, ако најдете бројот на кој што можете да ни се јавите, ќе добиете гратис влезници. Не има влезници бидејќи е плоштад, но нема врска. Како и да е, мора парата да врти, велиме. Значи, 284 година од нашата ера Диоклецијан е избран за римски император, ова е многу битно да го запамтите. Инаку на денешен ден 1969 најважниот факт за овој ден денешен е дека Пеле го постигна својот 1000-ти гол. 1000-ти гол. Така. 1000-тиот гол. 1000-тиот гол. Значи голот со број 1000. 1000, ти благодарам. А во 2002 е премиерата на Die Another Day, во која што игра Пирс Броснан и ја памтите сцената со Хали Бери кога излегува од водата. Така. Зборам за луѓето што го имаат гледано филм. Гледале тој филм или што ви рекле од режија? Да. Значи, ова е комичен Мегахерц, да ве подсетиме за репертоарот што предстои до крајот на месецот. Значи, поздрав до сите мафијаши, извинувам. Вечерва, драги слушатели, е Хамлет и драги гледачи, се извинувам. Да. Значи Хамлет во пикантен сос. 21 сабота, нешто пропуштаме. 24 вторник, Лисистрата. 26 четврток, за секого има по една. 27 представата Име и 28-11 сабота нешто пропуштаме. Запамтете бројот на нашата билетарница е 311 9990 или 311 9990. Вака имаше една емисија Драган Вучич, вака ги кажуваше броевите, но добро. Така ги памтете текнува. Да, ја дури уште еден на вашите 5 минути. Вака, инаку оваа година нашиот театар има направено нешто многу интересно, тоа што првиот и вториот ред и предпоследниот и последниот се продаваат по ексклузивна цена од 150 денари, така да ако дојдете да си ги купите тие седишта што се во првиот, вториот ред, предпоследниот и последниот, може да ги купите за 150 денари. А инаку општо билетот е 300 денари, а ако сте до 29 години ќе го купите исто за 150 денари. 27, не? 29, а ако сте пензионери исто така го добивате за 150 денари. Ако сте во таа критичната зона, значи можете да најдете некоја баба на улица, да, замолите бабо, може ли да ми купиш билети од театар, ќе да е бабата, ќе ти ги купи билетите, ќе ти ги даде тебе и никој нема да ги провери на врата, нема да знаат како си ги набавил, ме разбираш? Така е. Или значи, има попусти на интернет на тие таму да не ги промовираме, значи исто се најдува карта, значи како и да е картите се 140-150 денари за сите горе или долу. Како бе 140-150 ќе се збунат луѓето? 150 денари. 150 денари. А и за некој 140. Да. А снајди се ти. Добро е, значи пред да го најавиме гостинот, ќе одиме со реклами и со музика, режија. Ви благодариме многу до слушање. Со мене денеска во емисијата на вашиот омилен Мегахерц 96-тиот е Жарко Димовски. А со мене е Атанасовски Атанас. Се надевам дека уживате. Нашата пријателка комедија. Светна си е личката, како што нашата директорка Јелена Жугич кажа, нашата пријателка комедија. Комедија. Драги слушатели, значи пред да го најавиме гостинот, само да ве прашам, и вас да ве прашам исто двајцата, како се вика рис кој многу сака да се мази?
Клиторис. Поздрав до сите, ова беше една најава за нашиот гостин. Значи, и уште едно вика. Колку сакам да мазам рис. Да, многу сакам да мазам рисови. Што ќе се случи ако земјата се врти 30 пати побрзо? Ќе има плата секој ден, а жените ќе искрварат скроз. Добро. Тоа беше манијакот Жарко Димовски. Манијакалниот водител во Радио Слободна Македонија на вашиот омилен мегахерц 96. Да, 96,0. Драги слушатели, денес во студиото со нас е еден од најголемите живи режисери во Македонија, апсолутно така. Тоа го фатија камерите, значи се гледа. Драги слушатели, значи тој бил радиоводител, тој бил глумец, тој е магистар по режија, тој студирал 4 факултети претходно, драги слушатели. Автор е на еден роман, режисерот, драги слушатели, Димче Николовски! Димсата! Там. И аплауз има роден во Битола на 24 октомври 1978. Јас имам само прочитано дека си завршил на надвис Крсто Сарафов во Софија. 4 факултети, вистина е дека си со 4 факултети? Не се баш 4, ама да, многу се. Здраво, Се зависи кој работи ги брои за факултет. Добро, да, уличниот факултет е секогаш најважен. Да. Во таа смисла. Кажи ми како се чувствуваш во нас до студио? Супер. Малце како на излог, али супер. Па како не излог. Да. Праќа девојчиња го гледаат Жарко Димовски, твојот омилен актер. По-специјално што се продава појќе, ми интересира на излог. Дали звучиците ние или бирото или ова она. Па мислам дека ние најмногу, а? Треба да си ставиме цени, знаеш, на тебе цена, на мене цена, на дома цена. Да, повели. Цена. Поздрав до цена. Цена, доверка ми. Кажи ми да почнеме со прашањата. Димсата, вчера те гуглав и на твојот Facebook профил пише дека си сингл. Колку време си сингл? Не сум сингл, не ми е сменат Facebook профилот. Значи престанете да пишувате на таблетот за Димса. Димса не е сингл. Значи тоа е грешка, ќе го промени да. денеска. Поздрав од сите убави жени што прави. Кај им се отвараш на Facebook и пишува там дали е во work или не знам каде во еден од тие и вика се менаја адутите. Ја тоа 3 пати го читав за да го сватам. Да. Па се менаја адутите. Тоа е неверојатно од кога се запосли во Драмскиот театар, поздрав од Драмскиот театар, има пишано се менаја адутите. Апсолутно да. Димсата, од каде Димсата? Што е Димсата? Димсата... Значи, скроз појма немам. Генерално ќе треба да излажам, али колку што јас памтам, мислам дека брат ми го измисли тоа нешто кога оде во Бугарија на студи, пред едно 15 години. Ама тоа И беше комбинација од тоа дека требало да имам револуционерно име, оти порано повеќето револуционери учеле Бугарија и сега се нема врска дека е друго време, тоа велиме, се учи Бугарија, треба да си има друго име. И као даскалско да биде ми го измисли Основски. Јарно јас не го слушна фудбал, мислев дека е Осовински. И не свеќав што е Осовински. И ден денес на Skype профилот ми е Осовински, ама не си го знам паспортот. предна или задна Осовина. Осовински. Добро, продолжуваме со прашањата. Ти си од Битола. Да. Сега живееш во Скопје, работиш тука. Да, Ти да. фали Битола или ја посетуваш како Абе, фали, али генерално доволно ја посетувам за да не ми фали. така? Културно. Заврши во Јосип Броз гимназијата во Битола. Да. Таа е горната, долната музичка, така? Горната. Горната. Што е разликата помеѓу горната и долната? Кои се пофраери? Мислам, Епа се што велиш ти? епа јас од горна. Јас знам дека се од горната. што велиш ти, Ти а? од озгора што гледа, така. И интересна е таа дистинкција, заборави зошто е. Инаку има голема разлика помеѓу тие две училишта, макар што сега мислам дека е многу слична, али генерално двете се гимназии, така да тоа е тоа. Значи мангуп си ако си завршил у горната, не си мангуп ако си завршил у долната, ти од музичкото? Зависи, значи генерално зависи дали си бандит. Ако си завршил во горната и си бандит, онда си окей. Ако си во долната и си бандит, онда ќе многу Као, стрейт. нормално е да си бандит, како кај нас поздрав до сомилиерите што завршија во Сите шучеле, било горна, било долна, али генерално така е најубаво да се каже за луѓе што не знаат. Ајде Димса малку за факултетите. Океј. Значи оваа емисија ќе трае повеќе од вообичаеното, Така. се надам дека ќе уживате. Значи заврши режија и магистрира режија во Крсто Сарафов во Софија. Да. Крстио Сарафов. А претходно? Предходно учев машински факултет во Битола, а планирав да учам ктија во Скопје, ама ова е пред многу време. Што? Ктија. Така е? се викаше тогаш некаков смер. Епа видете, јас кога бев мал немаш компјутери. Точно. Тоа може е чудно за некој сега да го замет. Али кога се создадоа тие беше многу интересно, нели? Да се занимаваш со нив, така да една од моите желби беше во тој правец насочена. Друга беше новинарство, а најголема ми беше нуклеарна физика.
А така, тоа кај нас во Македонија е доста просперитетна професија. Да. Јас знам дури 7 души што имаат завршено. Па затоа на Димсата му е хоби сега. Иначе за тие што не знаат, драги слушатели, Нуклеарна физика е. да. Атанас, не знам те ли знаеш, Димче е официјален преведувач на Game of Thrones, игра на тронови на македонски јазик. Значи, еве го човекот тука е. Значи, ако сакате да добиете книги, смеам да кажам, ќе дојдете пред студиото веднаш, ќе го покажете вашиот не, како се ката? Елече. Вашето елече и ќе добиете поздрав до сите дами што прават селфи кај нас пред студио. Значи, Мислам дека ова е прават селфи со нас, тоа е тоа. фантастично. Не, тие мислат дека ние не ги гледаме, но ние ги гледаме и ги поздравуваме. Дојде другарката која е љута. Зошто не е на сликата? Значи да не забораваме да ги поздравиме нашите камионџи, нашите сите таксисти. И повозрастните луѓе Да, што и еден поминуваат. специјален поздрав до нашите верни слушатели кои што цело време ме слушаат. Тоа е клубот Лас Вегас во Прилеп. Поздрав, и поздрав другарчиња. до сите идни сомилиери. Ова е упатен поздрав специјално за еден сомилиер. Иден сомилиер. Поздрав до сите сомилиери. Имаме гостин во студиото, гостинот е. Како го најави, Жарко, имам чувство дека треба возбуден да бидам цела емисија. Димса, ти имаш напишано роман. Романот се вика Игра во недоглед. Да. Романот е посветен на Павел Шатев. Да, значи... Ајде малце околу романот ти повели. Да, насловот на романот е Игра во недоглед. Да речеме дека самиот наслов кажува што има во романот, нормално глупости, ништо не кажува самиот наслов. Али тоа игра има горе едно цртиче што значи дека треба се сменат тие букви и тоа уствари и Ирга. А мојата внука Андреја велеше така за игра која беше многу мала. И оттаму се роди уствари тој наслов. А Игра во недоглед е дека тоа нешто што се случува во романот уствари му се случува на сите и се случува во недоглед. А тоа дека е посветен на Павел Шатев е малку подискутабилно во смисла мора да се има прочитано романот за да можеме околу тоа Да дискутираме. Да дискутираме, така да не е во ред да му откриваме на оние што планираат допрва да го читат. Али Така? генерално се работи околу ликот на тој човек. Дали вашиот роман, господине Николовски, може да се најде во некоја од книжарниците? Да, може да се најде слободно во книжарниците на култура. На култура, значи, драги слушатели, драги гледачи, Игра во недоглед, Димче Николовски, во култура повелете да си го купите романчето. Дали е петок, дали е толку прекрасен ден што прекрасни дами шетаат покрај нашето студио, јас се чувствувам прекрасно. Ако вие се чувствувате прекрасно, пуштете 96,0 на вашето радио и уживајте со комичен мегахерц со Жарко Димовски и Димче Николовски. Може и обратно да се каже. Знаеш, Основски е! Ти си режисер, значи заврши режија, примарна професија ти е режија. режија. Значи театарска режија, затоа е викна. Тоа сте ти романи. добро, готово. Романи А ти пишу, ова, она. браво. Кажи ни за режијата, што те натера режија да бидеш? Режија да бидеш, режисер да бидеш. Па добро, кај нас така режија викат многу често. Да. Ајде режија што треба таму. Точно. Па така, вие сте организатори на се, така, на се. Генерално да. Може би малку ќе биде клише, али нели режисер е начин на живот во смисла на ти ако си човек во друштвото што секогаш ги организира работите, генерално си организатор. Ако си тој што чека да те организират, ондак си тој Си што чека. глумецот. Така, сигурно се да. Или статист. И статист тие обожаваат. Со задача. Морам да признам дека највиновен за тоа е Битолски театар. Така. Исто така е виновен и Сашо Миленковски, друг режисер наш македонски. Поздрав, Сашо. Да, и се виновни групата Фолтин. Значи во мојата Доста да виновници. речам младост, да. Многу виновни, ако се стрела, ќе треба едно полкило куршуми. Значи да ја поздравиме групата Фолтин, каде што човекот што свири на кларинет е брат на Димче Николовски, Пеце Николовски, звани Кристијан. Поздрав. Тоа е Доста тоа. поврзаности со Димче. Кажи да. ми, монодрама спремавте со Жар. Да. Како се вика монодрамата, кажете, ајде еве како вие Ја. како гости мои. Монодрамата ти е наградена? Да. Да. За една изведба да да. добиеш награда, тоа е веќе фантастично. Така. Ова е мала провокација за колегата Димос. Значи да, представата се викаше Стар во заградата, значи старт, као стар човек, као старт За почеток животот. као стар звезда. Значи само во насловот има 3 значења, Атанас драг. Значи мораше да ја гледаш представата за да ти кажеме. Еве го режисерот нека повели. Јас мислам да имам еден предлог вака за вас. Треба некаков мерач да кладите помеѓу вас овде. За да се гледа кој колку искри фрла, само уште не знам како да функционира. Режисерски. Режисерски Тоа концепт. многу ми се допаѓа, тоа мора да ви признам. Значи овде во студиото е пријатно и сето тоа супер и си правиме муабет, тоа е се. Види, ние Али го- начинот на кој што вие комуницирате е многу специјален и заслужува некој таков, ќе го речам. Тука ќе ставиме мрежи, може како пинг-понг да играме, Да. знаеш. Инаку го биравме студио, кога биравме повеќе студија, пошто разгледувавме да, и повеќе ние и ова имавме понуди студио. од многу радија, го иначе, избравме да. заради погледот на море. Така.
Скопје Да, има сега ќе море. одиме со реклами само овака. Значи тука вика дека најмладиот папа имал 11 години. Димче на брзина, што ти мислиш за папите, другарче? Да го Многу мал. Многу мал е тој. Многу малиот папа. И за да го папа, и за папа. И за папа, и го папа, и како и да тој бил многу мал. Добро, одиме со реклами. Вие не го ladies and папајте, gents. слушајте комичен мегахерц на вашиот омилен мегахерц 96. И ќе одиме малку со музиче. Нашата пријателка комедија. Како што велат од Управа, нашата Нашата пријателка пријателка комедија. комедија. Поздрав до Управа и до сите што не слушаат во нашиот театар, матичен театар, театар комедија. А вие одете на билетара и резервирајте си го или купете си го. Билетот за вечерашната представа Хамлет во пикантен сос. Тука имаме една изјава, ми вика Атанас дека рекол по потреба по совршеното налетав на огледало. Тоа беше Жарко кога бев многу млад, тоа бев тинејџер кога дадов таа изјава. А, така. Кога тренирав кошарка и бев еден од најнадежните кошаркари во Македонија. Македонија, да. Тренирав во еден наш клуб, со што сега нема да го споменам бидејќи него почитувам повеќе. Добро? Бев избркан како неталентиран, но нема врска тоа. Добро, не е проблем. Инаку таа ќе- изјава дадов тогаш кога мислев дека изгледам пре јако, она. пре секси, пре голем, ама Пре сега ова, пре веќе она, све пре. од конзумирање на многу кафиња и разни работи, јас се смалив и станав обичниот Атанас. добро, а ќе што кажеш живее тоа во со лампата. блузата име? Ова е име реклама што си ја правиме за представата име во театар комедија, а представата име игра на ти кажа преска. Ама тоа се заборави, сега Тоа се додека го забора- најдам, тоа така. ќе го нема. Значи дојдете на билетара, информирајте се за следните представи. Се враќаме во Билетарите се студиото. секогаш расположени и може и да ви кажат некогаш виц ако вие не сте. Апсолутно да. А вака, Димче, Знаете како машка билетарка? Како? Да, машка билетарка. Добро. Кажи ми, гледаш серии, така? Да. Имаш ли омилена серија да ни кажеш? Од тие што во моментов течат Walking Dead. Walking Dead, значи ти ја препорачуваш за нашите слушатели да ја гледат? Да, слободно може да ја гледат и мислам дека ќе уживат. Дали има кои ти се омилени грицки за со филм? Не, дали ти се чипс, пуканки, смоки? Не, кафе и цигара. Кафе и цигара? Да. А, значи ти сакаш да го држиш фокусот? Да. Фокусот да остане. Си бил ли во војска? Не, Како не? не сум бил во војска. Роден си 78. Епа, како беше кога имав аз 28 години, тогаш бев во Бугарија. И тогаш така што лимитот што беше за одење Нели во войска, револуционеро јас она кажав, тогаш. да. Војната и така натаму. А вие си знаете, ама може да го прашуваш ти, ако ги знаеш сите прашања. Може слободно да го прашуваш. Дека се И овде искрометарот. Искромет. А дали овај Димса си бил ти Титов пионер? Сум бил. Ете, не бил војска, ама бил Титов пионер, тука све се прашта, драги мои. ти си фан на Војна на звездите? Да. Дали имаш карта за премиерата што ќе се случи во Скопје? И во Битола ќе се случи. Исто на полноќ. Во истиот ден? Да. 2 дена пред Америка имаме ние премиера. Скопје Битола преку Прилеп. Одиме, значи, А во да не Прилеп се Жарко ќе се заборави. случи? Не знам. Па добро, пукна таму првата пушка, не може и толку премиерата на Прилеп, Војна на звездите, значи ограничени сте. Добро, што би режирал со твојот омилен глумец Рубен Смуратовски? Поздрав до Рубен. Комедија. Комедија. Дали сега Рубен ја спрема представата Сирано? Дали вака, значи си замислуваме, значи немаме ништо со никој друг. Добро? Ти се случува сега, ти вика улетуваш ти во Сирано. Што би променил? Дали Рубен уште ќе игра Сирано? Ке играм. Така. Значи Рубен ти е омилен глумец и така имаш изјавено во Сирано, едно да. интервју. Да, за Сирано. А Димче, кога би можел да бираш улоги за глумење, правиме муавет, што би одбрал да играш? Тоа е многу дискутабилно. Праве зошто би играло ти? Па вели ме иди, некој ти вика другарче, здраво, еве ти 500.000 евра за едно блузе да си купиш, да играш улога, кажи видиш, ако која. се работи за блузе, тогаш нема да одбијам кој да ми речи тој. Не, сакам друго да кажам. Во Бугарија за да студираш режија, мораш да завршиш и глума. Така да глуме во представата што ни беше нас, тоест на глумците во мојата класа, како се вика тоа, дипломска. И не знам вас тоа како ви успева, кога ќе речам вас имам предвид глумците. Значи, јас одев 3 сати пред представа. Таму ги местев реквизитите, ги местев блузината, што вели Жаре. И кај треба да ми е нешто чакмак, лисици, пенкало, нешто не знам што има во реквизит. И било кој што ќе се појави на сцена, тој се појавува, јас одам зад него. Да не случајно нешто ми гибни. И се враќам. Така да тие 3 сати мислам дека ми скратваат животот. Да, значи те фати паранојата на сите глумци. Негде 26 изведби имаше таа представа, 26 пати изгледаше вака. Немаш никаква. Јас мислев дека малце ќе лабам барем кај
Барем ки 6 ќе почнам да одам, не од 5. Не, 5:00 таму све на место. Затоа има со овој твој проблем, например, не се бави и колешката наша Кристина Ласовска. Она доаѓа, представата почнува во 8, она е во 5 за 8 таму, така да она е на тие полабавите глумици. Брзо адаптила бивилна. Адаптите на мене. Така е. Димче, имаш колку представи досега изрежирано во Скопје од кога си дојден? 4. 4, добро. Која ти е омилена од сите тие 4? Од тебе 4-5 се. Монодрамата си си добро. Не монодрамата. 5. 5. Која ти е омилена? Од тие ми е омилена Масада. Падот на Масада, да. Да, падот на Масада. Представата што ја гледа во драмски театар, штета, мислам дека не игра повеќе Дракула. Грофот. Грофот, да, да. пардон, Грофот. Таа беше многу интересна представа, многу добра улогата на Игор Ангелов. Сакам да поздравам и улогите на Жарко Димовски, еден од најдобрите млади актери во државата, и пошироко поздрав до никој што не проаѓа покрај. Редовната линија која што поминува редовно покрај нашето радио. Вака, Димсата, Џака Накот си отиде од Македонија, како ти го поднесе тоа? Побрзо. Многу страшно. Многу страшно. Да. Да, Џака Накот едноставно реши да си оди од Македонија. Реши. Жарко, ти тоа како го поднесе? Па јас се уште се оправувам од таа траума, значи ми допопадна косата и таа што имав на главата и тоа не можам да се вратам. Вика вака, просечниот човек се смее 13 пати на ден, па ние само во нашето студио за време на нашиот комичен мегахерц се насмеевме барем по 20 пати. А 15 минути смеење на ден со горува дури до 40 калории, а вие можете да се смеете во театар комедија, повелете, дојдете, купете си го, леле со овие збори. Купете си го, вашиот. Купете си го. Купете си го. Си го купете. Си го купете. Добро, се збунија. Значи ќе дојдете во театар кога ќе се смеете со еден од најшармантните и најкомичните глумци во Македонија, Атанас Атанасов. Цртица Тино. Цртица Тино. Што би рекла една од нашите новинарки, поздрав до сите наши новинарки, ако се новинарки. Ако не се, поздрав. Димсата праш. Додека доаѓав за денес за емисијата, планирав као да ви закаснам и да влезам да гостувам студиото. А ти во секој случај го освојуваш студиото, не? Нема интересно, кажи. Во таа смисла да гостувам студиото и јас да ве терам вие да бидите гости и да ви спрашувам као сега нема бегања, сега да видиме што ќе кажете. Ајде ти кажи зошто си тука. Ајде кажи зошто си иначе глумец. има смислено многу интересен влез. Дали сакаш влезо да опробаме? Не. Добро. Да не репетираме тука многу кабли има, може проблеми да излезат. Чекај, ти си сега вработен во драмскиот театар? Да. Како режисер? Да. Кажи ми, имате сега една акција за точаци, со точак? Да, многу супер акција, да. Да, значи ако имаш точак, доаѓаш од драмски, го покажуваш точакот и ти Да. дават билет. Да. Кој ги чува точаците? Во пацио ги оставаме, А, за во да нема пацио. потреба да се чуват. Така. Као некаков паркинг има надвор за точаци, али додека се направи тој ги оставаме во пацио. Значи не ги проверувате точаците дали се нивна собственост, значи може Не. Едноставно им верувате на зборот, доаѓам со точак и добивам билет. Да. Одлично. Значи ако имате велосипед и сакате да биде свежо и чисто во Скопје, воздухот и се друго кој што би рекле од режија, побрза идат реклами. Сега имаме Вие реклами, повелете сега во имаме драмскиот реклами. театар. Нема реклами сега, драги слушатели, ние кратат емисијата ќе одиме со нашата рубрика, ќе продолжиме поздрав на режијата. Димче, сакам да те прашам за битолчани викаат дека имаат многу интересен хумор или мајтап, што би рекле вие битолчани. Кажи некој виц битолски? Има недостаток на вицеви според мене на 6 години. Последниот добар виц што јас го памтам беше се враќа сопругот дома и прашува жената кај се децата на англиски. Where are the children? Не, Ова е негде пред 6 години, така да после тоа следно воопшто. послабо. Атанас, ти вака како надежен млад комичар, кажи некој виц? Сите вицови што ќе ги кажам не се за во живо. Добро, ќе оди емисијата после. Да, ама без разлика, не смееме. Радиодифузна такса, Жарко, не казни минатиот пат, не би било добро да не цензурираат и да емисијата да ни трае пола саат на Во YouTube. секој случај, да. Значи сакаме да траеме повеќе од саат време. Такса, добро, дечки, можеме со реклами, повелете. А вие уживајте. Во светот на бајките. Одиме во живо во светот на мајките. Ајде, повели. Лажам. Дали лагите се опасни и има ли некаква граница? Плот ли се на детската фантазија, ке дознаеме од даница. Видов еден слон на паркинг до камион и пеперутка како свири, видов една пчела, чекаше кола бела и Желка една бавна, на мотор беше главна. Леле, уште тера. Видов и две кози со боја на рози, мајмун на ролери како вози. Видов и две срни, двете беа црни. Видов едно пиле на високи подпетици и црвен крокодил со патерици.
Виолетови 4 жаби стоеа крај тараби. Видов, ајде Даница, имај малку граница. И вика некој неверојатно. И една сина коцкеста лубеница пред мене некој стави. И топчест морков со 3 глави. И краставица портокалова со краци и прозирна една зелка со зраци. Данице, ај доста давиш во твојата глава, што ли не ќе ставиш? Не сакам да ти кажам, ќе мислиш дека лажам. Ова е значи мајката, да ја поздравиме мајката со овие тука. Поздрав со овие бајки, ги поздравуваме сите мајки. Продолжете, продолжете. Да? Продолжуваме добро. Како можеш нешто такво да ми кажеш? Па јас многу добро знам дека ти лажеш. Море. Што мислиш ти, мамо, кога ќе кажеш нема чоколадо? Зерем, не лажеш? Погледите на овој свет, препуштете ги на детската волја, светот што децата го гледаат има поинаква боја. Овде не знаеме што прави. Да, не знаеме, ама застаната Мацеден. бе интересна поза. Всушност има една вистина. Прости му на тој што кажува невистина. Ако лагите се користат во мали дозирања, тогаш тие се плод на фантазирања. Не е баш јасно. Да, или јадење на слагалици, значи не ги јадете слагалиците. Порака до родителите. Од Велете? доброто подобро има, од лесното полесно има, тешкото некогаш те става во тесно, со проблемите не е лесно. Така е. Добро. Ќе прочитаме пораката од Фуере? Од Фуере Димче пораката, Ајде. тоа е последниот стих од строфата, последната Исто строфа. така уствари. многу е битно проблемот да се реши итно, не со сила, туку со разговор и со разумен договор. Значи тоа е тоа. Тоа е тоа. Ова е Добро пораката да која барем што рима ние има, упатуваме се не секаде. Да. Шо? Значи Барем поздрав има до рима. сите мајки. Поздрав до сите мајки, ова беше светот на бајките и на мајките. Значи на работчение децата не е убаво да ги јадат слагалиците што им ги купиле нивните да ги Слагали Слагалиците. слагалисуваат, да. Не Значи- како се вика на македонски слагалиц, Составувалка. составувалка. да. Не е така. Морков со 3 глави. Добро, тоа беше добро. Сложувалка, Врло благодарени ме. интересантно. Благодарени ме. Благодарение на Благодарни ме. нашата режија. Да, Димса, дали ти како мал си читал бајки? Ти читале бајки, пардон. Да. Да, омилената ми беше Башчелик и Коски. Значи, ова се многу две интересни бајки. Јас лично ги имам слушано, доколку Димса да сака во рок од 3 минути до 4 да ни Не, не, не е раскажи, возможно, не. тоа ќе биде многу интересно. Да. Значи хонорарот што го даваме. Да почниме. Последниот пат јас кога слушав Баш Челик, значи траеше од Битола до Охрид возење. Па тебе е интересно. Па да, значи тоа е тоа. Значи секој што сака да патува и му е досадно по пат, ангажирате го Димче Николовски, Димсата. Значи до режија, дојавник ние веќе немаме во емисијата, Едмонд Сотир откаже љубов затоа што не бил доволно платен. Тоа е тоа. Значи дојавници немаме. Прочита во сценариото и мислеше дека треба да се вака Едмонд. Не, Едмонд веќе е во други води, Едмонд Да. не знаеме дали ќе се занимава уште со актерство, човекот едноставно се препушти на нешто друго, некоја друга професија, тоа е бокс. Така е. А исто така овде еден факт вели дека не можете да ја кажете буквата М, а да не ја затворите устата. Значи, пробајте ако некој успее тоа да го направи, нека дојде во емисија. Нека да, тоа може да го кажат овие. Да, тоа. Ако некој успее тоа да го направи, Како беа кравите? Ете. Ама со М почнеш. Па зашто го пишам? Не. Тие што се приклучуваат сега на радиото е многу интересно. Да. Се вози негде Охрид Битол или каде. И се не. И исто така вика дека не можеш да дишеш и да голташ во исто време. Пробај Атанас. Како? Да дишеш и да голташ во исто време. Тие финти, Жако, и правиш Ако на ти други треба помош да дојдам да ти дадам нешто за помош. Други полови. Добро. Као Пол Маккартни, Пол Половен, Роджерс, Северен пол. Северен пол, јужен пол, да. Димсата повторно ја отвори бајката, сака да види мајката. Да, тоа е многу интересно како се нацртани минатата емисија ние ја покажавме. Овој пат нема да го покажеме. Ама не, тоа е доказ дека овие бајки не се само за деца, значи и родителите може да си ги купат и да уживаат во прекрасните пози на И мајката. пораки. Така е, така е. И пораки, да, апсолутно, али позите да ги гледаш вака да видиш како треба да се понаша една мајка со дете. Димса почитуваш SMS или Вибер? Вибер. Да, Вибер. А ел си ти фејсбукаш или вибераш више? Или твитераш? И ти тераш? Твиташ? Не. Не, Тоа најмалку успеа да ме зарази. па тоа е најнеинтересно. Така, Димче, кога би можел да бидеш животно, што би бил? Орел. Врло интересантно. Ти Атанас? Ето е лицето, може да го кажеш, да. Јас Чекај. Ако размислев малку поќе, не може да се каже. Не може да се каже. не може, Жарко инсистира на такви Има вицови и ќе не комбинација, YouTube цензурира. треба да гледам. И топ плюс. Да. Јас би бил рис, за да ме галат. За да те галат, Ако ќе пораснам, ќе бидам друго нешто. О, дури јас се зачудив. Многу брзо одговорив како да Како да ти е спремнова. Орел.
Сега почнав сам да си спреш, зошто бе родни појма немам. Зошто Да, рече? ама Па орал- така, Чисто брзо му текна, нема никакви идеи. Ако некој го интересира, фала што ме прашавте, јас би бил бела мечка поларно. Добро, ти секогаш си бил заштитен, нели, нормално. Да, така си е тоа, ради крсното големо затоа. Можеме да одиме со джингл за нашата трач рубрика, затоа што не гази Не времето. гази времето, ќе мора да прекинеме. Леле, трач рубрика. Ги наранивме кокошките, драги слушатели, и се вративме во студиото. Така е, Димса, ова е нашата рубрика Трач рубрика, каде што трачариме, значи слободно, овој дел не е Што оди во сакаш? живо и овој дел не се снима, значи може слободно да кажеш што сакаш трач. Не, тоа on the air, значи Расипано расипано е. Како се вика, кокошки беа сити или имаше некој пајче? Можно да имаше пајче, ама не се Јас знае. знам кој е пајчето, нема да одговорам, бидејќи санкции следат. Добро. Димче, дали имаш некоја трач рубрика, нешто? Трач рубрика. Абе, вие имате трач рубрика, јас некаков трач ако имам, Да. треба да биде за нешто или појманем, некаква реклама долу овде се снимаше, ама не разбрав кој, не разбрав зашто ги кријат тие што ќе глумат во рекламата. Па бидејќи може не се глумци. Па да, може и тоа да е. Затоа што обично сега сите работи што се снимаат во Македонија се снимаат со неглумци. Така И е. ние сме многу зафатени со театар и за филм не можеме да постигнеме. Ма едноставно јас си го видов својот лик на камера Жарко и не е нешто што би сакал да го гледам повеќе од 15 Па секунди. добро, не можеш ти да гледаш, другите треба да гледат. Е па да, јас чим не можам 15 секунди да го гледам, Јас замисли својот другите глас ни... на радио не можеш да си го слушам, ама другите викаат дека било интересно. Да, знам. Кој ти вика? Добро, се има и луѓе што шминкат за тие работи, така да не е проблем. Да, инаку кога сме кај Трач рубрика, имам за една за колегата Едмон Сотри што нели не одби да биде наш Добро. дневник, а тоа е дека е виден на кафе со Лила Филиповска. Врло интересантно. Чекај, извини добро. малку. Кој му гледал на кафе, кој во кафето го видел Едмонд? А тоа ќе откри днината. Значи, Трач. имам слабо уште сте еден трачеви, трач, ајде, ако повели. сакате Валентин Костадиновски тајно се верил во една скопска црква. Добро, и тоа не е интересно. Ова треба да се провери. Ова е навистина, ова е трач, луѓе, трач, така трачариме. Јас разбрав Може трач. да не се вистини. Така да, може, апсолутно. Значи јас разбрав дека Тино и Јатанас ќе пеат на концертот на Тамара. Да. Дует песна, само како се викаше песната не имам појма. Ова Љубовни фрази. Ова место Панчо и Андрео Денка ќе Аха. пееме јас и Тино. не мислев ова од Дражен Зечич и Весна Змијанац имаше нешто љубовна и Бог. Казни ме. Ако- Инаку на 27 ноември е концертот на Тамара Тодевска, а вие можете да си ги купите билетите и да уживате со прекрасната наша дива, поп дива Тамара Тодевска. Тодевска. Иначе фламингата се розови затоа што јадат тракчиња. Ако некој го интересира. Ако не го интересира, не го интересира добро. Ако е куличе се свртат сериозно на се грб, заради паѓаат тоа во розови? фон. Еве така пишува тука. Добро. Значи ако Во јадете Саудиска Арабија, жените може да се разведат и мора да се разведат од мажот ако не им вари кафе. видиш? Така, не. Нема ми вариш кафе од сабајле. Ајде. Чао. Затоа чувајте си ги вашите поубави половини, варете им кафе од сабајле, цедете им сок, да се чувствуваат како принцези. Секоја дама што се чувствува како принцеза може да дојде во театар комедија. Така е, се што е цедено е добро кога е свежо исцедено. Драги мои слушатели и гледачи, не знам дали знаете дека овие реакции се гледаат на нашите камери и кога цело време збор- кога ја гледам емисијата после ја прегледам и се кажува нешто и сите. Да не се смеам да не ме фати микрофона, а ствари се гледа. Кога зборуваш ти само во тебе има камера. Мислиш? Тврдам. Добро, ќе си биде проверено. А, да, можете да ја прегледате нашата емисија на YouTube. На YouTube. Пишете Комичен Мегахерц На со кирилица. македонска поддршка и ќе ви излезат од страна сите емисии. Можете, ако сакате, ако имате време, сите да ги прегледате. Ако имате за учење, пак прегледате ги, па утре ќе се вадите на тоа. Или пуштете си емисијата, па слушајте и учете заедно со нас, ќе се смеете, ќе ви биде супер. Ете, птиците колибри не можат да одат, драги слушатели, ако некому му значи ова нешто, супер, ако не му значи, тоа е тоа. Димса, Да, јас се планирам да ја гледам да видам како изгледам усрамен. зошто е усрмен? Јас мислам дека не си многу Не, усрамен. се си окей, али така има еден момент кај што сум како на патронато во средно. Ете. На моменти. Ама ти си режисер, види, природно ти доаѓа да оставиш глумците малку. Да, Да се се ни истакнат. даваш забелешки тука направи ова, направи ова. Да, најверојатно. Димсе, уште да те прашам што ќе кажеш за ова здание пред нас, затоа што гледам цела емисија не ги извади на очарите, толку многу ти блешти. Да, јас сум натаму застанат. Мене точно ми иди сонцето и плюс ги заборев изгледа, али да, блешти.
Така, дали ти се допаѓа ова наш? Убое. Не се разбераме с многу материјали, то малку како оди. Тулели да. Добро, значи ова беше Димче Николовски, драги слушатели. Димса, ти благодариме што ни беше гостин. Се надевам дека во наредна прилика ќе ни дојдеш пак. Да, фала и вас за прекрасно попладне. И ова прекрасно како попладне. местено беше. Да. Да. Инаку Димсе ги преведа книгите Game of Thrones. Да, ако не знаевте, Димсата е и автор на роман, Димсата е и Книгите режисер. вајде се викаат The Song of Ice and Fire. Јас. Game of Thrones се вика само првата книга. Така. Јас немам гледано, немам информации за тоа вака лаички неписмено зборам. Ама еве сега ќе ги купам книгите од Димче Николовски, Димсе, и поздрав до сите русокоси дами што поминуваат пред ова прекрасно И здание. брунети и ред хер. Чекај, оти вака ги, ова ми е од нешто што премногу гледам. Брунети, ред хер и блонди. Добро, како и да, ги поздравувам сите што ни беа слушатели оваа емисија. Димса го поздравам гостинот и драги мои, смењето го намалува нивото на стрес и го зајакнува имунитетот. Затоа смејте се, слушајте нашата емисија, доаѓете во театар, ако сакате да тагувате и да бидете полни со трагедија, одете во Драмскиот театар. Поздрав до Драмски, се шалам. Со точак бесплатно за сите. Да, со точак пешки како сакате дојдете, ако треба и јас ќе ве внесам без карти во мојот театар, тоест мислам не мојот театар, театарот кај што работам на астматичната куќа, да не ме избркаат утре од Жарко работа. има многу театри, не знае кој е негов. Одиме да се одјавуваме. Жарко, те молам. Така е, Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници и водители на емисијата Жарко Димовски, Атанас Атанасовски, датум на емитување на емисијата 20 ноември 2015 година, продукција Радио Слободна Македонија. Уживајте И слушајте со во боја. театарот во Македонија. Чао. Комичен мегахерц.